Почитувани, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Пресврт, емисија која што се бави со актуелности од домашната сфера, политиката, институционалните проблеми и пропусти, но и корупцијата и така натаму. Во оваа емисија имаме интересна гостинка со која што ќе продискутираме од она што се однесува, како функционира државниот апарат, каде потфрла, кој сето тоа одблиску го следи, како да се помогне, но и кои механизми за граѓаните можат да помогнат во однос на тоа да се следи работа на државните институции. Што ветија, а што навистина реализира властите во изминативе години, 4 години, во предворието на локалните избори, дали граѓаните добиваат подобри услуги, поголема транспарентност и одговорно управување, или само нов бран на неисполнити ветувања, особено во период кога државата ја очекуваат уште едни избори од локален карактер. Во новото издание на Пресврт ќе зборуваме за еден од клучните предизвици кои што се соочува оваа влада, меѓутоа и сите оние претходни, кога станува збор државната управа, недостатоците во нејзиното работење, нивната поврзаност со појавата на корупција. Кои се најчестите пропусти, зошто системските слабости остануваат несанкционирани, но и што можат да се направи се со цел овие пропусти да се отфрлат, односно да се елиминираат во иднина. По тој повод, денеска во студиото, гостинка во емисијата Пресврт е Искра Белчева-Ристовска, програмска координаторка од Центарот за управување со промени. Велам добар ден и добро дојдовте во емисијата Пресврт на Слободен печат. Добар ден, ви благодарам многу за поканата, секој пат е задоволство да се видам. Ја слушнавте најавата, ЦУП, или накратко скратеница од Центарот за управување со промени, е еден, можеме да кажеме, коректор на власта кој што изминативе години будно ја следи работата на администрацијата, услугите на граѓаните, дали тие добиваат добри или не услуги, и можеме да кажеме на самиот почеток дека сиве овие години за време на вашето работење медиумите ги рефлектираат, односно ги пренесуваат вашите истражувања, кои што морам да признам дека се добро аналитички и суштински во оние проблеми и недостатоци на администрацијата. Па еве, на самиот почеток можеме да почнеме со едно прашање околу она кои се последните активности на ЦУП и што во моментов работите. Уште еднаш ви благодарам за поканата. Да, ние повеќе од 15 години работиме во областа на добро управување, конкретно со, да речеме, повеќе активности во однос на спречување на корупцијата, борба против корупцијата и доброто владење во сите сфери, реформата на јавната администрација. Сите овие аспекти, сите овие години ги следиме, а во последниот период, дури комбинирајќи ги во еден малку посеопфатен проект, тој се вика преосмислување на управувањето, поддржано од британската амбасада. Многу е битно дека кога зборувате за функционирањето на администрацијата, треба да зборуваме за еден цел циклус, значи почнувајќи како во секоја фирма, нели, така и администрацијата, односно институциите на власта би требало да почнат од добро планирање, за после тоа да има добра реализација и на активности и на буџет и се разбира на крајот да има контрола, односно механизми за мониторинг. Па така ние почнавме од доброто планирање. И ова што, да речеме, и денес сакаме да го покажеме е дека на граѓаните им нудиме една алатка која на многу визуелен начин може да им представи што политичките партии пред избори го предложија како своји политички ветувања во нивните предизборни програми, што од тоа денеска остана во програмата за работа на владата и што од тоа се реализира тековно. Значи, нашата идеја уште пред изборите беше дека треба да ги ангажираме граѓаните да не гласаат по некакви семени убедувања, да речеме, туку напротив да се задлабочат малку во тоа што ветуваат политичките партии, бидејќи ние сме сите како граѓани свесни за проблемите во ова општество, секој повеќе е заинтересиран за одредени области.
Но најмногу беше недостатокот дека забележа недостаток дека кај младите постои отсуство на политичка култура на следење на што се ветува пред изборите и дека не се гласа врз основа на програмите, односно сакавме да им ги доближиме програмите на младите особено на еден јасен начин да ги видат ветувањата и врз основа на тоа да донесат информирана одлука на избори. Така. Она што направивме е оваа алатка, односно веб платформа одговорнавлада.мк. Да, тука сакав да ве потпрашам во однос на тоа. Сега особено во предизборие, како што напоменав, влегуваме во повторно ние магепсани кругови на што ветуваат политичарите. Тоа го слушавме за парламентарните избори и некако се губи обично граѓање, го губи реалноста од она што било ветено, за што гласал и што треба да на крајот на мандатот на политичарите да доби, односно да има некаков увид. Токму тука ми е следното прашање. Ви успеавте да направите на веб платформа каде што успеавте да ги ставите на едно место, така народски кажано, сите оние активности на политичките партии каде што граѓаните со неколку кликови ќе може да видат во одредени области што било ветено, до каде е остварено и како оди процесот, предпоставувам, на реализација. Говориме, доколку од режија можеби е пуштено, говориме за алатката, односно веб платформата одговорнавлада.мк. Може ли еве сега да ми објасниме како функционира и што конкретно може да се запознат или да се информираат граѓаните? Да, ако може да ја отвориме, значи веб платформата. Така. Идејата, како што ви кажав, почна од тоа да се заинтересираат граѓаните за содржината на политичките програми на партиите, односно на коалициите пред изборите. Но она што сега е еднакво битно е дека кој да дојде на власт во моментов, нели, имаме една влада која е коалициска, таа носи своја програма која треба да обезбеди за граѓаните предвидливост во активностите, во политиките кои се спроведуваат, па и во реализацијата на буџетот. Вие знаете, ние сите како граѓани имаме право да знаеме каде одат нашите пари одат во дануците и тие се трошат за овие мерки кои ние денеска ги гледаме во програмата за влада, за работа на владата. За нас беше многу битно и да ги запознаеме граѓаните дека имаат право да бидат информирани за ова. Зашто се наменети средствата, значи буџетот е јавно достапен, но тој не е толку разбирлив за граѓаните. Програмата за работа на владата е исто така достапно објавена, но не е разбирлива и токму затоа сакавме да направиме некој ваков повизуелен приказ кој ќе ги привлече граѓаните. Нели, вака визуелно влегуваат во зградата на владата, па влегуваат во различни ресори. Колку успеавте да направите категории каде што собравте информации да ги представите и каде што можат граѓаните со неколку клика да се информираат во однос на сработеното и ветеното? Ние одбравме 11 области, Добро. кои се пошироки од колку областите, да речеме, на министерствата, но сепак не се опфатени сите активности на владата и сите планирани активности, бидејќи тоа е преголем обем за една граѓанска организација, но она што ние го предлагаме е владата да ја преземе ваквата алатка, ваквото решение за транспарентно утре да ни нуди нам вакво следење со полнење на податоци од страна на институциите кои ќе бидат најмеродавни. Она што ние можевме да го направиме е да го приближиме до граѓаните вака, но сега го полниме врз основа на јавно достапни податоци. Така. Овие 11 области ги следат стручњаци во сите овие области. Кои се областите, ако може да им пообјасниме? Еве ги гледаме. Социјална политика, млади и демографија е Добро. согласно новите надлежности на новото министерство со истиот назив, потоа образование се разбира, кај што се сите степени на образование опфатени, инфраструктура, кај што има и патна инфраструктура, кај што има заштита на животна средина. Вие знаете, големи инфраструктурни проекти се, например, пречистителни станици и така натаму. Земјоделие, бидејќи е многу битно за голем процент од граѓаните, и само да напоменам дека овие области се дефинирани врз основа на наши анкети за тоа што ги интересира најмногу граѓаните. Токму така, односно кои политики најмногу ги интересираат. Здравство се разбира, бидејќи сите не засега, енергетика, бидејќи се голем вложувањата од буџетот во овој дел и многу е битно да воспоставиме некаква енергетска независност. Потоа европски интеграции на дворешни односи, ова е интегрирана една област кај што, да речеме, повеќе се политички одлуките, помалку има вакви конкретни мерки кај што ние можеме да мериме некаков прогрес, но сепак треба да биде опфатена. Правосудство и политички систем, бидејќи овде
Во оваа поширока област се опфатени промените во однос на собрание, во однос на изборниот систем и така натаму. Економија и труд, како што е и насловот на новото министерство, бидејќи е интегрирана област. Добро управување се разбира, област која ние многу тесно ја следиме и тука се вклучени реформа на јавна администрација, локална самоуправа и борба против корупција. И се разбира дигитализација, бидејќи е исто така клучна област која можеме да се задржиме на пример на рубриката или односно на подкатегоријата добро управување. Може да влеземе, чисто е визуелно она што го гледат нашите гледачи, да го пробаме да го објасниме, односно да видиме како вие вашата организација ги забележувате остварените работи, трошоците и чисто да ми објасниме за што станува збор, како да се информира. Да, еве овде, например, задржете се на еднава подобласт, односно ние ги велиме цели, бидејќи мора некако да бидат разграничени по нивоа. Овде граѓаните можат во ова десно копче ветување избори 2024 да кликнат и да ги видат практично на интегрирано едно место ветувањата и тоа споредливо од различните политички партии или коалиции кои излегуваат тогаш на изборите. Ова е еден документ кај што кој сака може да ги спореди предизборните со моменталните планирани мерки. Понатаму во мерките внатре кога ќе влезете, например, например последново разрешување на градоначалника кога го отворите. Сега ветувањето кое стоеше во програмата за работа на влада е дека владата ќе ги поддржи сеопфатните дискусии и воспоставување можност за разрешување на градоначалник, и ова е нешто што е многу актуелно бидејќи законот е токму на седница на влада ваков предлог за донесување по пат на референдум за да може во иднина законски промени да се отповика градоначалник. Така. И сега кај нас стои во жолто, и тоа сакав да го кажам за гледачите. Да, боите ако може да се објасни зашто. Да, бидејќи се според еден семафор, тој е најгоре на страната, може да отидете. Со жолто велиме дека е започната реализацијата. Ние со предлог законот може да им прикажеме на граѓаните дека е почната некаква реализација, но се уште не е постигната целта која е планирана, односно ветувањето кога го има владата дадено кон граѓаните. Да речеме ова зеленото што го гледате во првата мерка, средства од централниот буџет, тоа се веќе оние повици за распределба на средства од големиот заем кој беше подпишан, односно двата повика за општините да аплицираат и да добијат средства за реализација на општински проекти, односно дел од нив и инфраструктурни долгорочни проекти. Така што ние на овој начин сакаме да им прикажеме на граѓаните дека еве нешто се реализира, но има одредени аспекти кои владата ги ветила. Можеби, нели, долго е уште периодот, во јуни се навршуваат година дена од воспоставувањето на оваа влада. Има уште време, но сепак граѓаните имаат право да знаат докаде е реализацијата на она што им е ветено. Покрај следењето, дали препорачувате конкретни мерки за подобрување во одредени области каде што се ги забележувате како недоволно да се направена на таа тематика, на тоа ветување, или пак само чисто вие ги, како што напоменавте пред малку, ги сервирате информациите? Оваа платформа е поширока од само следење кое го прави Центарот за управување со промени. Напротив, ние спроведовме многу широки консултации, дел со граѓанскиот, дел со приватниот сектор, и од тука во одредени области може да се видат дека издефиниравме и дополнителни мерки. Дополнителните мерки се препорачани од страна, например, на компаниите, потребни им беа како такви, а власта не ги зела во предвид кога ја правела програмата за работа на влада. Например, еве овде во добро управување, ако отворите, се гледа дека, да речеме, не е приоритет на владата да се донесе овој закон за висока раководна служба кој ние толку долго го зборуваме и беше дискутиран. Но, например, ние го ставивме овде дека сега произлегува и како обврска од реформската агенда во рамки на планот за раст на Европската унија, но од друга страна имаме и информации дека се работи на оваа активност во институциите. Така што ние се обидуваме да бидеме коректив и да дадеме дополнителна вредност од тоа што ќе ги подсетиме, да речеме, носителите на одлуки дека има и одредени други мерки кои тие не ги планирале, но гледаме и дека има освестување од она што значи политичка партија и нејзина политичка програма до она што уствари институциите реално го спроведуваат, бидејќи сваќаат дека има и други приоритети, не само оние кои им биле политички
приоритет. Особено во предизборието. Добро управување реформи во јавната администрација е тема која што 30 години е актуелна, за жал, кај нас во држава. Често велиме дека функционалноста на институциите е темел на секоја демократија, што покажуваат вашите анализи, колку овој темел е разнишен, особено по оние последни случувања кои што ги видовме сите со несреќата во Кочани и онаа флоскула дека системот не работи, дека системот потфрлил. Како граѓани пред се мора да констатираме дека има сериозни недостатоци во функционирањето на институциите. Не се сите, да речеме, токму последица на слабиот капацитет на администрацијата, многу од тоа се политички, да речеме, одлуки, многу од тоа се менаџерски одлуки. Најголемиот проблем е недостатокот на одговорност. Ние тука забележуваме, еве, например, и при оваа активност во следењето, дека има нови закони подготвени, тие се објавени на инар цел пакет на закони, закон за административни службеници, за вработени во јавен сектор и оној закон за стручно усовршување на административните службеници. Но недостасува повторно да го зајакнеме оној момент на одговорност. Ние повторно, кога ќе се случат вакви несреќи, велиме кој е одговорен. Сега тука е на судските власти да го определат нели ова во конкретниот случај, ама од друга страна многу можеме повеќе да направиме по однос на механизмите на контрола уште во воспоставувањето, следењето на работата на сите вработени, следењето на работата на токму на овие високи раководни позиции, односно на носителите на одлуки, што во моментов го немаме, така што тие не се приоритетни некакви да речеме резултати кои би требале да ги дадеме во оваа област. Во новите закони има многу решенија кои се за поздравување, да речеме управувањето со учинокот, односно следењето на работата на вработените. Сега е поедноставено, бидејќи имаше многу, да речеме, забелешки од вработените дека не функционирало, дека се правело само проформа. Не е греф да кажеме дека нешто не функционирало и сега ќе го смениме. Но навистина треба да се посочи каде е проблемот и да се апсолутно. Но, да речеме, се уште ни остануваат вакви недостатоци. Например, во законите нема ново решение за именување на раководните функции врз основа на заслуги, така што се уште имаме многу. Она што вие го велите долги години, 30 години наназад не е завршена реформата. Реформата нема да заврши. Треба да предстои некаква модернизација на администрацијата. Таа е неминовно поврзана и со дигитализација. Ние не можеме се да правиме рачно во 21 век, кога светот е отиден веќе многу подалеку од нас, така што овие две работи па се многу блиску врзани. Од друга страна, во дигитализација има па многу напредок, има да речеме многу нови електронски услуги што го намалуваат ризикот од корупција, вие знаете. Тука е. Да ве потпрашам како ја оценувате оваа ајде кажеме иницијатива за борба против корупцијата која што оваа влада наложи дека ќе биде жестока и жестоко ќе одговори во однос на овие последни случувања и дали има покрај она декларативна заложба и политичка волја тоа и врз институциите да се пренесе? И па токму е врзано со одговорност, значи со лоцирање на одговорност доколку нешто забележите дека не функционира, но и со воспоставување на вакви мониторинг механизми внатре. Ако имаме, да речеме, вакво системско следење на реализацијата на резултатите, на овој начин, да речеме, зашто директорите во институциите, односно министрите, државните секретари би одговарале и тоа вака транспарентно пред граѓаните, тогаш би имале многу помалку ризик од корупција, бидејќи ќе бидат изложени на мониторинг, ќе бидат изложени на критики постојано. Да речеме, има одредени мерки како воспоставување на ова ревизорско координативно тело кое владата го воспостави веќе под координација на заменик председателот на владата за добро управување. И тоа е во ред, но таму треба тек да видиме резултати, така што овие се само првични чекори. Ние би сакале да видиме и повеќе, се разбере. Законот за висока раководна служба неминовно мора да се спомене повторно кога зборуваме за борба против корупција, но и јакнење, да речеме, на етика, интегритет внатре на вработените, па и на носителите на одлуки во институциите. Тоа е нешто што се уште не го гледаме, да речеме, доволно во однос на она што беше ветувано пред изборите. Колку ова прашање можеби се повторува, партизацијата исто го успорува процес и на дигитализација и на отргање на корупцијата. Колку партизацијата се уште
прави проблеми со нестручниот кадар, овие недостатоци кои што ги напоменавте побрзо да се отстранат? Има ли механизам некаков тука каде што би можело и невладиниот сектор, меѓутоа и владата да се приклучи, или пак ова е исто една рак рана која што за жал 30 години тука се повтора и во овој сектор? Два аспекти допревте. Едниот е капацитетот на администрацијата, другиот е дигитализација. Дигитализација сама по себе ќе донесе прогрес. Вие кога ќе воспоставите дигитализација на процесот и следење внатре на чекорите, докаде е вашиот предмет како граѓанин кога ќе го дадете, во кој сектор е застанат, па и раководителот го гледа, па и вие вршите притисокот надвор, вработените се свесни дека некој ги следи, значи само по себе ќе се подобрат процесите. Второ, ќе се минимизираат грешки, од тука ќе биде поголем, да речеме, квалитетот на документите ќе биде подобар, ние ќе бидеме позадоволни како граѓани и се, но не е само тоа, треба и да биде прифатена дигитализацијата од администрацијата. Многу работи се прават и да речеме, ние гледаме еве на порталот за услуги колку многу нови услуги има достапни за граѓаните. Меѓутоа тоа некако бавно се одвива кај нас. Бавно одат и тие реформите, бавно може и обичниот граѓан да извади извод од матично. Сега слушаме дека возачките дозволи ќе се даваат електронски и изводите, меѓутоа тоа е ветување на секоја влада. Тука мислам дека е прашање малку и на свесност. Порталот, националниот портал за услуги функционира многу добро, уште од кога е објавен. Имаше многу помал број на услуги, сега е направен огромен исчекор и многу од институциите се веќе поврзани на платформата за интероперабилност. Така? Граѓаните мислам дека малку и не се свесни, ама и малку не веруваат на дигитализацијата. Сега ние сме општество какво што сме, но од друга страна генерацијски се менуваат, да речеме, навиките, па така се повеќе од луѓето ќе сакаат да комуницираат со институциите на дигитален начин. Мислам дека порталот треба повеќе да биде промовиран и треба да биде промовирано регистрирањето на порталот. И вие еднаш два пати кога ќе извадите услуга и кога ќе бидете задоволни, ќе продолжите и да го препорачувате и да го користите. Друг е моментот на тоа дека е скап процес, дека треба да ни се исплати. Вие го знаете сигурно оној ревизорски извештај од минатата година за тоа дека секоја услуга нас таму не чини 200 евра, бидејќи се уште не се користи доволно. Но тука е веќе момент и на промовирање и на запознавање со граѓаните. Се враќаме повторно на она дали е добро управувањето или не, односно колку граѓаните имаат доверба во институциите или не. Во интерес на времето и се она што сакаме да го спомнеме, а секако задира кога станува збор работата на институциите, колку, еве ги спомнавте овие ревизорски извештаи, колку и тие реално влијаат врз корекција на оние институционални грешки кои што ги гледаме и вие како невладин сектор ги воочувате, колку тие вродуваат со плод? Многу се важни извештаите, особено на Државниот завод за ревизија, бидејќи се тие надворешна ревизија покрај внатрешните ревизори нели во министерствата, во институциите. Нивните извештаи се особено важни, бидејќи се коректив на работата на државната управа. Практично тие препорачуваат мерки и наоѓаат наоди по однос на финансиска работа, но и по однос на почитување на процедурите. Она што ние го забележавме во нашиот последен извештај по однос на извештаите на Државниот завод за ревизија, во однос на работата на институциите, дека има многу постапки кои се заобиколуваат во институциите, има многу дискрециони права кои им даваат право, да речеме, на раководителите да одлучуваат без постапка и без критериуми, и ова е многу важно, заради тоа што ние, градејќи го капацитетот на администрацијата, пред се треба да се врземе, односно треба да го правиме врз основа на критериуми и професионалност. Понатаму има забелешки по однос на недостаток на документи, односно не може ревизорска трага да се обезбеди, што значи дека води кон ризик од корупција. И сега битно е дека ова треба да го свати и владата на највисоко ниво, а во последните измени на деловникот за работа на владата се предвидува дека треба да се формира ревизорски комитет кој ќе ги следи и ќе ги разгледува јавно извештаите на Државниот завод за ревизија и кој потоа ќе следи колку постапуваат институциите. Ова би бил еден начин на вистина следење на имплементацијата, односно унапредување на работата на институциите. И отчетноста. Апсолутно.
Ристовска, може во интерес на времето и како едно последно прашање да ги заокружиме оваа наша дискусија во пресврт, кои се вашите планови, кои се вашите моментални проекти или односно во иднина на кои што работите, а кои што сакате да информирате јавноста? Па ние продолжуваме со следењето на работата на владата и со не само следење, туку и вакво конструктивно придонесување со дополнителни препораки во однос на унапредувањето на сите овие политики кои ги следиме во овие различни области. Ќе продолжиме да следиме, но она што инсистираме е да се унапреди системот на планирање во владата, повторно потранспарентно да биде работењето на владата, инсистираме на тоа спроведувањето на политиките да биде потранспарентно во односи на седници на влада, да може да се објавуваат сите документи. Продолжуваме потоа со следење на одредените области по однос на образование, бидејќи таму имавме одредени аспекти, многу работиме во однос на етика и интегритет во институциите, што е неминовно, да речеме, основата за добро управување. Така. Искра, ти благодарам што беше гостинка во емисијата Пресврт. Како програмска координаторка на ЦУП, Центарот за управување со промени, се надевам дека ги информиравме или ги допревме оние теми на кои што работите, а се од интерес на граѓаните да се информираат што работат институциите и државниот апарат и дали воопшто работи. Ти благодарам уште еднашка за твоето гостување во Слободен печат. Ви благодарам и вам. Почитувани, тоа беше мојата гостинка Искра Белчева-Ристовска, програмска координаторка од Центарот за управување со промени, со која продискутиравме за алатката одговорна влада МК, на која што граѓаните ќе можат и се уште можат да ги гледаат ветувањата, предизборните ветувања на политичките партии во однос на тоа што ветиле, што исполниле и дали воопшто го започнале да го реализираат своето ветување. Продискутиравме и за работата на администрацијата, системот. Вам ви благодарам за вниманието и ви препорачувам да се претплатите на YouTube каналот на Слободен печат и да ја гледате емисијата Пресврт. Ви благодарам уште еднашка.